Од 1 јули ќе започне да тече повикот до земјоделците од Националната програма за рурален развој, мерка 121, попозната како 50-50. Таа опфаќа инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства, односно набавка на механизација за нив, доколку произведуваат житни, фуражни и индустријски култури. За разлика од досега, со овој повик се воведуваат и известни измени, односно новини, а една од најважните е што аплицирањето ќе биде по електронски пат. За да биде сето ова добро направено, потребно е земјоделците да извршат ажурирање, велат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Ова програма може да достигне враќање на средствата од 50% па до 75% во зависност од формата и статусот на земјоделецот и од тоа дали неговата фарма се наоѓа на одредена надморска висина или ако е во подрачја погодени од елементарни непогоди. Освен електронското поднесување на апликациите, има и други разлики од програмата ИПАРТ, иако тие се слични според концепцијата и начинот на работа. Овде во оваа програма набавката на механизацијата може да биде од било каде, додека во ИПАРТ програмата имаше ограничување да биде само од Европската унија. Овде земјоделците имаат поголема слобода, можат да набават механизација од било која земја, потеклото на механизацијата може да биде. Значи, она што е најважно сега за нив да напоменеме за ова електронско аплицирање, најпрво треба да ја извршат својата ажурација во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделие. Оние основни податоци, значи статус на земјоделец, име, презиме, пол, матичен број, тоа верувам дека е средено, но најважната работа ќе биде да секој од нив да има своја имейл адреса. Финансиските средства со програмата се лимитирани, па според тоа во одлучувањето кој ќе добие поддршка ќе игра улога и времето за аплицирање, односно оној кој прв поднел барање ќе биде и прв услужен. Поради тоа, заинтересираните земјоделци не би требало да го чекаат крајниот рок за поднесување барања за финансиска поддршка. Повикот ќе трае 60 дена, односно до почетокот на септември, а за помош при изготвувањето на апликациите, земјоделците можат да се обратат во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Кочани.